Наставен предмет македонски јазик, наставно подрачје јазик, наставна содржина, редослед на зборовите во реченицата зборове. Што ќе научиме на овој час? Да знаеме дека секој збор е составен од букви, да знаеме дека секоја реченица е составена од зборови, да ги препознаваме речениците со неправилен редослед на зборовите, да знаеме дека сите зборови во реченицата треба правилно да се подредат за да се разбере искажаната и напишана мисла. Ајде да се потсетиме. Македонската азбука има 31 буква. Таа се вика кирилица. Секоја буква си има свој знак. Повеќе букви прават збор. Повеќе зборови прават реченица. Реченицата секогаш почнува со голема почетна буква и завршува со знаците точка, изличник или прашалник. За да можеме да говориме и пишуваме, користиме зборови кои се составени од букви, например книга, ана, пенкало, маса, молив, рака. Со зборовите составуваме реченици со кои кажуваме и запишуваме една целосно завршена мисла. Например, Ана ја прочита книгата со сказни. Да го завртиме тркалото на среќата и да видиме што ќе добиеме. В. Ване. Р. Рада. И. В. Во. С. Се. А. Авион. Од играта со тркалото на среќа ги добивме зборовите ване, рада и во, се, авионот. Што забележуваме? Зборовите не се правилно подредени. Што се случува кога зборовите се измешани во реченицата? Не можеме да ја разбереме мислата што се искажува со реченицата. Еве како треба да гласи реченицата. Ване и Рада се во авионот. Значи, каков заклучок ќе донесеме? Правилниот редослед на зборовите во реченицата се вика зборове. Ајде малку да повежбаме. Имаме реченица со зборови дрвјата паѓаат од лисја жолтите. На сликата е представено, но дали разбравте што е кажано со реченицата? Сигурно не. Ви оставам време да размислите и да ја составите правилно реченицата. Еве го точниот одговор. Првиот збор жолтите, вториот збор е лисја, третиот збор по редослед е паѓаат, четвртиот од, дрвјата и на крајот секако има знак точка, бидејќи е расказна реченица. Значи, дрвјата паѓаат од лисја жолтите, а правилно треба да стои жолтите лисја паѓаат од дрвјата. Сега зборовите во реченицата се правилно подредени и ние ја разбравме реченицата. На сликата гледаме рака како бере јаболка. Дадени се зборовите црвени, Марика, јаболка, бере. Како ќе биде реченицата, размислете? Еве ги точните зборови, правилно подредени. Марика, бере, црвени, јаболка. Значи, од измешаните зборови црвени, Марика, јаболка, бере, добивме правилна реченица Марика бере црвени јаболка. Значи, секој збор во реченицата мора да биде на своето место. Зборовите во реченицата треба да имаат правилен редослед. Уште малку да повежбаме.
Првата реченица, жолтите дрвото паднаа од лисја. Како ќе биде правилно реченицата, размислете? Еве го точниот одговор. Жолтите лисја паднаа од дрвото. Втората реченица, дворот излегоа во Јана и Дамјан. Сигурно не можете да разберете, затоа размислете како треба да биде правилна реченицата. Еве го точниот одговор. Во дворот излегоа Јана и Дамјан. Имаме многу Дамјан, рече работа. Дали може вака да биде реченицата или треба поинаку да изгледа? Размислете. Еве го одговорот. Имаме многу работа, рече Дамјан. И ќе ги фрлиме во Дамјан, рече кантата. Може ли така да биде реченицата? Сигурно не. Правилниот одговор е и ќе ги фрлиме во кантата, рече Дамјан. Мама ќе се израдува кога ќе го види чист Јане. Гордо заклучи дворот. Дали може дворот да зборува? Не. Правилниот одговор е мама ќе се израдува кога ќе го види чист дворот. Гордо заклучи Јане. Да повториме што научивме. Правилниот редослед на зборовите во реченицата се вика збороред. Зборовите треба да бидат правилно подредени, за да можеме да ја разбереме реченицата со која е искажана целосно завршена мисла. За домашна задача ќе имате игровни активности. Еве, со ваше другарче на интернет можете да се допишувате и да си поставувате испревртени реченици како што учевме досега и правилно да ги подредувате. Можете да си направите и игра како квиз, па да видите кој ќе состави повеќе точни реченици. Едниот ќе поставува, а другиот ќе одговара и обратно. На тој начин ќе го вежбате правилното составување и изговарање на речениците. Се надевам дека научивте што е збороред и зошто е важен збороред во реченицата. До видување во следното видување.